Можеме? Почитувани медиуми, заклучно со рокот за доставување, односно генерирање на решенија за данок на имот, општина Карбинци оваа година, еве ја информирам јавноста дека си ја врши сопствената обврска онака како што треба, затоа што самиот облог за генерирање на даноци на имот по разни основи, односно физички и правни лица, оваа година е рекордно зголемен, пред се поради фактот што општината започна пред известно време постапка за репроценки на данок на имот на територија на општина Карбинци, но и најголем процент поради фактот што инвестициите кои што беа пред се во Карбинци во делот на енергетскиот сектор оваа година за прв пат се предмет на даночење и општина Карбинци го чувствува веќе овој бенефит од истите. Она што е важно во делот на бројките, за споредба до претходната година општината Карбинци имаше 600.000 денари облог кој што значеше очекување за наплата на данок на имот од физички и правни лица. Оваа година е зголемен за 4 пати и оној облог изнесува некаде 2,4 милиони денари, што е навистина зголемување пред се во делот на даноците, оние обврски кои што општината си ги има да си ги прибере како финансии. За подсетување е дека до претходната 2025 година успеавме некаде 100% да ги наплатиме овие обврски, а оваа година очекувам, доколку имаме иста или слична реализација на процентот на наплата, тоа да значи дополнителни приходи во буџетот на општина Карбинци и да имаме една поинаква даночна слика кога е во прашање и прибирањето на средства, но и извршување, односно реализацијата на буџетот. Така што важно е за нас да останеме во оваа фискална и даночна политика, да останеме присебни кога е во прашање, да не го чувствуваат граѓаните директно како удар врз нив, туку да биде оваа политика сведена на еден начин со една динамика која што ќе биде прифатлива за сите, а општината да го има крајниот бенефит, односно крајниот бенефит ќе го имаат граѓаните кога овие средства ќе завршат токму кај нив во делот на проекти, пред се во делот на инфраструктурните проекти или капиталните проекти во Карбинци. Да, кога сме кај проектите, што следи веќе до крајот на ова недела, односно од почетокот на наредната? Оно што во моментот се работи е неколку важни проекти. Ќе споменам една од улиците од Светска банка е веќе во тек, се работи, започнете се градежните активности. Втората која што е во овој блок улици ќе започне наскоро за неколку дена од сега. Она што е исто така во една напредна фаза е реконструкцијата на спортската училишна сала во Централното училиште Страшо Пинџер овде во Карбинци. А неколку други проекти се во фаза на подготовка, како што е проектот за изградба на пешачка патека од селото Таринци до селото Карбинци во должина од 1,5 км, еден од крупните и носечките проекти кои што ќе бидат во фокусот во следниот период, така што ќе ја информираме јавноста за сите актуелности понатаму како ќе следат.